Вресоци, турканици и хаос. За неколку секунди новогодишната ноќ во популарното скијалиште Кран Монтана во Швајцарија се претворила во голема трагедија. Најмалку 40 загинати, над 100 повредени во пожар во ноќен клуб. Je suis encore sous le choc, j'arrive pas à me rendre compte de ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'en fait c'est un cauchemar, que je vais me réveiller. Et par exemple, cette nuit, j'ai pas dormi une seconde. J'arrivais pas, je fermais les yeux, j'avais tout qui me revenait dans la tête. Parce que j'ai vu des gens se faire réanimer, j'ai vu des gens complètement brûlés, j'ai vu des gens en train de mourir. Franchement, c'était assez compliqué et assez difficile, on va dire, à encaisser. Иако се уште се утврдуваат причините за пожарот, дел од француските медиуми објавија фотографија на која се гледа како започнал пожарот. Прскалки биле закачени на шишиња шампањ, а кога гостите ги подигнале шишињата, се запалил плафонот на кој имало сунгер за изолација на звук. Освен за причините за пожарот, истрага се води и дали биле испочитувани сите безбедносни стандарди кои се бараат за работа на еден ноќен клуб. Nous dénombrons une quarantaine de personnes décédées et environ 115 blessés, la plupart grièvement. Je rappelle que pour les besoins d'enquête, la rue centrale de Cran est fermée jusqu'à nouvel avis. Dans l'immédiat et pour les jours à venir, la priorité sera mise à l'identification des personnes décédées afin que leur corps puisse être remis rapidement à leur famille. Et finalement, en ce qui concerne l'étroitesse de l'escalier, j'ai vu l'escalier, j'ai été constaté également sur place. Qu'est-ce qu'un escalier étroit en fait finalement. L'enquête sera aussi là pour déterminer s'il y a toutes les normes de sécurité qui ont été respectées ou si tel n'est pas le cas. За сега нема дополнителни информации за македонскиот државјанин кој се води како исчезнат по пожарот во швајцарскиот зимски центар Кран Монтана. Ваквата информација се појави во дел од медиумите, а ја потврди владата. Последните информации кои што ги добив од надлежните институции е дека има една личност со македонско државјанство, меѓутоа сме во контакт со властите и со кантонската полиција, чекуваме повеќе детали во однос на тоа. Ќе информираме јавноста веднаш што имаме. Стапено е во контакт со официјални представници на Швајцарија и понудена е помош. Инаку собственици на овој бар се Джесика и незиниот сопруг, брачна двојка од Корзика, Франција, кои се сметаат за реномирани угостители во Швајцарија. Барот Le Constellation го преземале во 2015 година и од запуштено место го претвориле во еден од најпопуларните ноќни клубови во скијалиштето Кран Монтана. Според информациите, собственичката била во барот кога се случил пожарот и со изгореници е пренесена во болница.